Инструментите веднаш ги препознавте, гитара и мандолина. Ние ќе ви ги соопштиме имињата на изведувачите. Тоа се учениците Тони Јовевски и Весна Јордановска, а ако ги препознаете и акордите на оваа староградска песна, веднаш ќе погодите каде гостува денес нашата љубопитна камера. Сепак и за оние досетливите, а и за оние кои не можат веднаш да се сетат, ќе кажеме дека оваа емисија е снимена во малото живописно градче Кратово. Кратово е мощна стара населба и за тоа сведочат многобројните мостови со прекрасни лакови, стрмните улички, црквите и џамиите, куќите со стара архитектура. Ако појдете пеш на љубопитна прошетка, сите овие знаменитости ќе ви остават длабок впечаток. Ќе ви се допаднат старите камени мостови кои бестрашно ги надвишуваат бездните на чие дно гаргори вода. Пријатно ќе ви намигне свежото зеленило во кое меко се сместило целото градче. Нерамната калдрма ќе ве потсети дека некогаш овде цветало за најчиството, а старите куќи, кои го издржале налетот на изминатите години, како да раскажуваат за едно далечно време. Наспроти нив, новоградбите кои никнуваат брзо со своите складни облици, потсетуваат дека современото, модерното и овде остава своја трага. Можете да се искачите на некоја височинка, од многуте кои овде ги создала чудесната рака на природата, па оттаму со восхитен поглед да го опфатите целото градче. И ако ви заличи на планинско гнездо, во право сте. Ако ве потсети на смелоста на градителите, пак сте во право. А ако помислите дека Кратово е градче на минатото и иднината, сосема сте погодили. На минатото, бидејќи е старо рударско наоѓалиште и населба. На иднината, бидејќи во него покрај возрасните, живеат и неговите најмлади жители, децата. Да ги побараме во нивното училиште и да ја овозможиме на нашата љубопитна камера да ве запознае и изближи нивните секојдневни активности и вашето интересирање. Да почнеме со децата, млади ликовни уметници од основното училиште Кочо Рацин во Кратово. Зошто не? На нивните ликовни творби со убави линии и складни бои забележан е сиот живот на градчето и околината, пејсажи што му се драги на детското око, ликови на родители, роднини и соседи, многубројни обичаи, свадби, веселби, седенки, многубројни стари предмети кои жилаво се избориле за опстанок до денешни дни, разбои, бардачиња, носии. Чести се и мотиви од славната народно-слободителна војна, благородни ликови на партизани со смрт во пушките и цветови во срцата, нежни болничарки кои чекореле рамо до рамо со своите соборци, непријателски колони кои ги дебне партизанска заседа. Овде во Кратово пред 15 години го доживеа својот процут Кратовската пионерска ликовна школа, начело со својот основач, ликовниот педагог Лазо Софијанов. Тогаш многу ликовни творби на деца од Кратово освојуваа врвни светски награди на анонимни конкурси и во силна конкуренција. Нивните творби измамуваа восхит, со едноставноста и искреноста на линиите, со топлината на боите, со универзалноста на пораката. Тогаш, најуспешните од овие творби беа постојано изложени во галеријата, која се наоѓаше во скршената џамија.
Денес, за жал, го нема веќе неуморниот учител, насмевнатиот Лазо Софјанов, и старата џамија е срушена, но овие денешниве уметници продолжуваат да сликаат со несмалена жар, надевајќи се дека ќе добијат нова просторија за својата галерија. Им пожелуваме таа желба да им се оствари што побрзо, за нивна и наша радост, за задоволство на сите љубеници во ликовната уметност. Овие цртежи, изработени во различни техники, акварел, пастел, темпера, би можеле да го красат секој ѕид и би можеле да бидат приказна за себе, за градот во кој настанале, за рацете што ги создале, за убавината што ни ја подаруваат. Титовата слика, штом го свртам погледот кон Титовата слика, неизмерна радост в срце ми блика, ми се чини дека тој поглед ме гали, па желбите бројни вечно ми ги пали. Тито е наш водач, со голема слава, секогаш се борел за човечките права. Со него на чело пресреќни сме сите, во мир братски ни минуваат дните. Личната творба Титовата слика ја прочита ученичката Каролина Крстева, а веднаш по неа незината другарка Весна Јордановска исполни сплет партизански песни. Се уште сме во училиштето Кочо Рацин во Кратово, а свој 5 минути пред нашата камера имаат членовите на стрелачката секција. Се разбира, тука се и задолжителните реквизити, така наречените воздушни пушки, како и метите од хартија. Наставникот со будно око го следи ракувањето со пушките, им дава упатства како да го состават нишанот со кружната цел, да го сопрат дишењето кога прстот ќе го повлече прекинувачот. Вежбите ги изведуваат во училишниот двор. Спремни се за сите идни надпревари во стрелаштво. Тие денес се трудат да постигнат што подобри спорски резултати, а некогаш во иднина, ако затреба, и татковината што ја носат во срцата ги повика за одбрана, тие ќе бидат првиот строј од храбри војници што непогрешиво ќе стрелаат во секој окупатор. На овие млади стрелци им посакуваме многу освоени спорски пехари на надпреварите во стрелаштво, а дотогаш цврсто нека ги стегнат пушките и нека ги бројат погодоците, јасно, трудејќи се секогаш да стрелаат во средината на метата, зашто тоа носи најголем број поени.
Слушам кај шумат шумите. Тоа беше топол одблесок од богатото историско минато на нашиот народ, искажан со звуците од армониката на Маријан Јовановски. А сега заедно со група ученици да побрзаме на една интересна прошетка. Каде? На местото каде што гргори една производна приказна. Фабриката за стакло во Кратово е погон на Скопската стакларница, а во неа се изработува највредното брусено, така нареченото кристално стакло. Повеќе работници, пред секого се врти поголема или помала брусна плоча, водата се слева капка по капка на местото каде што се допираат плочата и стаклото, за да создадат чудесни шарки. Важен е секој засег, секоја вдлабнатинка врз идната чаша или вазна. Внимателно и прецизно танцуваат рацете на работниците и чудото се случува тука, пред нашите очи. На надворешните стаклени површини израснува раскошен цвет или разгрането сонце или стилизирани листови, можеби модерна игра на испреплетени линии. Учениците се воглавном осмоотделенци, значи на прагот од возраста кога се определуваат за своето идно животно занимање. Оваа прошетка низ погоните на стакларницата за нив е практично дополнување на наставата, а за некој може би и пресуден момент кога ќе решат да се посветат токму на ова макотрпно, но интересно занимање – брусачи на стакло. Зашто тоа е и занает и уметност истовремено. Потребна е стрпливост и љубов секојдневно да се втиснуваат илјадници засеци врз стаклото, а сите заедно да градат хармонична целина. Чашите со разен облик и големина заминуваат во продавниците, а оттаму во домовите. Да украсат некоја семејна свеченост, да бидат убавина на масата, скапоцен предмет во раката и изобилство од шари низ кои ќе се игра светлината. Вазните имаат сличен пат, за на крајот да бидат прегрнати од букет цвеќе, населени со свежа вода, сместени во нечиј топол дом кој со нивното присуство ќе стане уште потопол. Ете, мали пријатели, тоа беше таа прекрасна сказна за стаклото што под вештите прсти станува производ кристал, што е пожелен и добредојден насекаде. А нашата средба со Кратово и неговите жители ја продолжуваме со една лична творба. Тоа е веројатно најдоцна Светаната Ластовичка, а за неја грст топли стихови напишала ученичката Радица Дачева. Веднаш потоа ви нудиме грст народни звуци. Блажо Георгиевски со својата армоника ќе ве потсети на песната Не се фаќај Доне Донке. Ластовичка, под нашата стреја на гредите здрави, преку цел ден гнезда ластовичка прави. Носи сламки тенки, со клунот свој мал, па после ги витка, ги лепи со кал. За недела цела, ластовичка мила, на гредите горе, куќичка си свила.
Jedna stara ulica во Kratovo, jedna stara kuća i jedan star zanet što podavno se naselil u Vonea, jedna kovačnica. Majstor od kovač ne je star, se vika Stefan Nušev i sekodnevno minuva poveće časovi pokraj kovački od Mefina Kovalnata. Plamnuva potpalena iskra go širi svod crven zdiv i vrzokolni od jaglen, a majstor odstava parče železo i go vžeštuva. Čekanot mu je vorakata, udira precizno i ravnomerno, a metalot poslušno se svitkuva i veće se nadzira predmetot, nekoja lopata ili kopač, motik, alat. Dođat luđa od Kratovi i okolinata da poračat nekakav železan del. Majstorot je tuka da go izraboti barani od predmet, brzo, česno, precizno. Ponekogaš koga ima mnogo rabota, majstorot ostanuva vo kovačnicata, a negoviot sin Mjelče, učenik, ovdje mu go donesuva ručekot. Srećena rabota, majstore, prijaten obrok i ipak srećena rabota. Ovije mali igraorki se vtoro i četvoro delenki od kratovskoto selo Šlegovo. Tije zavas nastapuvaat soroto pokraj kate. Pridružbatan je na jedan instrument redok za ovije predeli gusla, a od neja iz mamuva zvuci nivniot nastavnik Spase Georgijevski. Slobodanka Doseva, jedna od malite igraorki, ne vodi doma kaj svojata baba Botka i njeziniot star krckav razvoj. Ni se pruža možnost da nadzirneme vo carstvoto na kilimite i drugite ukrasni domašni rakotvorbi, pokrivki, torbi, jamboliji. Sekako ćeve podsjetime deka se ušte sme vo selo do Šlegovo, a ovde porano imalo golem broj razboj i reči si ne možela da se zamisli kuća bez razboj. Babati i vnukata, jedna do druga, učestvuvat vo sozdavanjeto na jedno kilimče. Poleka, konec po konec, šara po šara, prstiti razbojat vdlabočeni vo zajednička igra. I ete, pred nas, se razdipluva jedna izrabotka koja plenuva su živite boji, so mekata pregratka na volnata, so bogatstvo to na vezbata. Ljubovta kon kilimarstvoto, toa drevno majstorstvo na makedonskite ženi, ovde vo Šlegovo se prenesuva od koleno na koleno, od postarite na mladite, koji će go prifatati i prenesat po natamu. Babata Botka i vnukata Slobodanka, a doniv eden star krckav razboj.
Уште едно оро со малите играорки од Шлегово, дивно. Ритмички стапки по поплочениот селски двор, убави носии и еден голем заеднички аплауз од сите нас за нив, в црвенета убавина, сплетена во дружно оро.